Повторување на ланското сценарио, празни рафтови и нови поскапувања е се поизвестно. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија предупредуваат дека најавите за укинување на субвенционираната струја за компаниите кои не ги спуштија цените може да доведат до дополнителни поскапувања. Бараат оние кои добија поевтина струја, а продолжија со поскапи цени, да ги вратат парите во државниот буџет. Да побараат едноставно тие пари што ги дале, како што даваа субвенции за фирмите, па не завршија кај работниците, се сеќавате, да им се вратат назад. Со тие средства може да субвенционираат, да имаме зелена енергија и така натаму, па нека субвенционираат тогаш луѓето да имаат помали сметки за струја во рамки на субвенции. Ако сте се запрашале колку субвенции дадуваат, ништо. Прв дојден, прв услужен, значи нема енергетска ефикасност тука. Прв дојден, прв услужен, ајде ќе му дадеме сега субвенција. Значи државата не дава, ресорно министерство, за жал оваа година нешто друго ќе даде, добро за ова не даваат, за друго нешто, меѓутоа треба да се гледа квалитетот на производот. Компаниите пак со своји аргументи се жалат дека немаат доволно кадар и се соочуваат со огромни трошоци и затоа не можат да ги намалат цените. Онаму пак каде што се случи намалување беше незначително, за денар-два, а на тие производи дури им е намалена грамажата, зашто најмногу реагирале граѓаните до Организацијата на потрошувачи. Они секогаш ќе си наоѓаат причина зашто не сакаат да се лишат од дел од профитот што си го остваруваат преку продажбата на тој начин на кој што работат. А еден од начините на пример на зголемување на цената е она што го се случува со грамажата. Па индиректно тоа ви тоа ви зголемува цената, тоа е страшно нешто. И сега треба сите заедно да истражуваме, чекајте да видиме колку е грамажата намалена. Па не е смешно колку тоа големо изгледа, а колку внатре малце има. Според последните податоци од ЕСАМА, вкупно 240 фирми користат субвенционирана струја, а очигледно не се многу загрижени ако останат без субвенцијата, зашто цената на берзите паѓа. До крајот на месецов министерот за економија Крешник Бектеши ја чека листата од Државниот пазарен инспекторат, која треба да покаже кои компании не ги намалиле цените на производите.